Ова е емисија на Агенда 35 ја продолжуваме темата со јавната администрација, овој пат со фокус на корупцијата и партискиот клиентелизам, кои што не дозволуваат реформи нова поле, но од друга страна не дозволуваат вистински државната управа да се претвори во сервис на граѓаните. Останете со нас. Државните институции преферираат правници и економисти во администрацијата, не оставајќи доволно простор за кандидатите од други образовни профили да најдат вработување во јавниот сектор. Ова е еден од заклучоците на публикацијата на Центарот за управување со промени. Образованието единствен критериум за вработување во јавната администрација, која анализираме со извршната директорка на Центарот Неда Малеска-Сачмаровска. Оваа констатација и не е толку негативна, но е дискриминаторска, бидејќи образованието носи многу повеќе поени споредено со професионалните компетенции и работното искуство на кандидатите, кои што се целосно занемарени. На тој начин, вели Малеска, наместо луѓе со искуство, се поставуваат кадри договорени на политичка маса. Ова особено е изразено во клучните функции во институциите, каде што повторно работните места не се систематизираат според специфичните видови на образование, кои се нужно поврзани со конкретната надлежност на институцијата, туку со видот на образование на договорениот кандидат. Ако сте вие во некој најпродуктивен период на своите години на работење со претходно искуство и сакате да аплицирате во јавната администрација на една ваква раководна позиција, раководител на сектор или оделение, питоа имате клучни квалификации за таа позиција, да земеме, бидејќи темата на вашите емисии евроинтегративните процеси, да земеме ако сакате да работите во овие ИПА структури. Под предпоставка дека сте завршиле електро или машински факултет, години наназад, да речеме, 10 на 15 години, бидејќи во меѓувреме сте се стекнале во искуство, сте работеле во Европска комисија на меѓународни проекти, сте работеле во други меѓународни организации, вие ќе бидете исклучени од постапката за вработување, доколку вашето образование не е она кое што е напишано во актот за систематизација. Според Малеска, образованието не смее да се гледа како единствен критериум, туку во комбинација со професионалните компетенции и работното искуство. Многу е поважно што кандидатите умеат да направат на тие раководни позиции, способност за анализа, предлагање на решенија, носење на одлуки и поврзување на состојбите во различни сектори се вештините кои треба да се оценуваат, а не дали имате завршено правен или економски факултет, вели Малеска. Како се пишуваат во актите за систематизација образованието кое што ви е потребно, би рекла, ако не е премногу дрско, сосема произволно, дека не неопходно и прилично стеснато, бидејќи таму во актот за систематизација морате според Праскатиевата класификација да наведете 3 типа на образование кои што кандидатот треба да ги има. И овие се тие најчестите: правни, економски науки и организацијски науки. И сега сте завршиле електро или сте завршиле машински факултет или сте завршиле, не е важно, психологија, било која друга дејност, вие практично и покрај работното искуство, а тоа е 20 на години, 15 години во меѓународни води, на меѓународни проекти, не можете да станете раководител на сектор во било која од овие институции. Политичката волја е клучниот фактор за да се постигнат саканите промени на подобро, смета Малеска, но за жал и покрај вклучувањето на Центарот за управување со промени во подготовката на еден од најважните реформски закони, Законот за висока раководна служба, и по 5 години тој не е донесен, а политичките елити не се ни срамат да кажат дека раководните позиции се резултат на политички договор, наместо стручност и професионалност. Состојбите во јавната служба се тесно поврзани меѓу себе, потенцира Малеска. Не може да направите стручна служба, а при тоа највисоките позиции да ви бидат поставувани без никаков процес на селекција. Мислам дека е време и политичарите да разберат дека власта доаѓа и се заминува со администрацијата и дека администрацијата е клучна за успехот или неуспехот на една влада во испораката на оние резултати кои што тие ги ветиле за граѓаните во изборните програми. Ако имаме слабо водство, ако имаме слаба реализација, во тој случај и политичарите ќе заминат од политичката сцена. Така да и они треба да разберат дека нив им се потребни и разбираат во известна мерка, меѓутоа треба да ја одолеат на влијанијата на тие структури натре, на тој клиентелизам кај нас, кога се очекува нешто власта да ви даде, наместо вие да дадете нешто во интерес на граѓаните кои сте на таква позиција.
Програмата на новата влада во делот на администрацијата е продолжение на програмата на претходната влада, со исклучок на некои од ветувањата како центар за одличност, кој требаше да донесе стручно усовршување на кадрите на администрацијата. Наместо тоа, и понатаму се ветува намалување на администрацијата за 20%, повисоки плати и награди до 30%, реорганизација и рационализација на институциите, кои имаат повеќе директори, заменици и членови на управни одбори, отколку вработени, вели Малеска. Вакви реформи можеа да дадат импулс дека владата реално се залага за промени, но за овој крупен чекор воопшто не постои ниту план, ниту јавен документ врз која основа ќе се изведува, вели Малеска. Еден таков мал чекор, првичен чекор може да ја врати довербата дека навистина нешто се случува на оваа тема. Вака имате зголемување на бројот на институции за 11 во изминатите 2-3 години, зголемување на бројот на вработени, а прито имате ветување за намалување на бројот на вработени, за рационализација на службите. И кога ќе дојде тој момент да вие ја намалите, ја направите поефикасно, да, навистина добро е да имате зголемување на платите во администрацијата, зошто да не, да имаме еден повисок стандард, да имаат и граѓаните и оние вработени повисок стандард, меѓутоа првите чекори изостануваат. Изостануваат овие кои што се тешки политички одлуки, да направите вистина некаква промена за да може и граѓаните да имаат верба и доверба. Како и повеќето познавачи на областа, и Малеска вели дека едината на администрацијата треба да биде во незината дигитализација, формирање на професионална агенција за дигитални технологии, која ќе може да одговори и на потребите на граѓаните, но и на пазарот на трудот и на крајот на економскиот раст, завршува Малеска.